Здраво и добре дојдовте во уште едно видео на каналот Ти можеш. Ова е уште едно видео во циклусот за комуникација со младите. Иако и во претходните видеа индиректно зборував за последиците кои што може да настанат како резултат на несекојдневна, неконтинуирана или нарушена комуникација со младите, сметам дека е битно да се одделат посебно и малку подетално и повеќе внимание да се обрне. Се разбира дека во ова видео не можам јас да ги опфатам сите последици. Секогаш има простор за индивидуалните приказни, за различните семејни системи, за различните карактери на младите луѓе, структури на личности, условите во кои живеат. Меѓутоа, генерално, постојат некои последици со кои јас се согласувам и кои сум ги видела низ искуството, односно низ долгогодишната работа со младите луѓе, и сум го видела и ефектот и резултатите кои што се постигнуваат кога комуникацијата меѓу членовите на семејството или комуникацијата на младите со возрастните ќе се подобри. И мислам дека не е толку важно тоа што одредени работи се повторуваат, колку што е важно да се зборува за тоа и да се зголемува свесноста кај поединецот, кај сите нас, за потребата и важноста на комуникацијата со младите. Нередовната, несекојдневна комуникација, која нема континуитет, која не содржи емпатија, која не е проследена со разбирање и желба за поголемо разбирање од двете страни, може да донесе различни предизвици во комуникацијата на младите луѓе надвор од домот, со своите врсници, со своите наставници, со младите и возрастните луѓе кои ги среќават и приватно, во активностите кои што секојдневно ги изведуваат или таму каде што се забавуваат, го поминуваат своето слободно време. Може да настанат проблеми во нивната социјализација, односно прилагодувањето на друштвата, изборот на друштвото, комуникацијата во друштвото може да резултира со конфликти и се разбира да влијае и директно и индиректно на нивниот раст и развој, на нивното ментално здравје. Иако има уште многу различни предизвици, многу последици. Меѓутоа сметам дека и ова е доволно за да ја потенцираме важноста на комуникацијата и да ја подобруваме колку што можеме повеќе. Начинот на кој што комуницираме ние возрастните е многу важен, бидејќи тоа е сликата, огледалото во кое што младите се огледуваат и тие од нас возрастните учат. Така што многу често кога младите не се доволно способени да комуницираат, најверојатно и на возрастните во нивната околина или на дел од нив, комуникацијата им представува некаков проблем или некаква потешкотија. Нема да осудувам, да критикувам, туку ќе се обидам да ве инспирирам, да бараме различни начини да ја подобруваме таа комуникација и да работиме на своите комуникацијски вештини и заради себе, и заради другите, а пред се за најмладите и за младите. Нередовната, несекојдневна или пак нарушена комуникација во домот влијае на комуникацијата, комуникацијските вештини кај децата и кај младите и надвор од домот. Ако децата во домот немаат можност за секојдневна, здрава, континуирана, отворена комуникација, тие едноставно нема да можат да го препознаат тоа. Нема да знаат како се прави, нема да имаат можеби ни потреба од таков вид комуникација и доколку и се соочат со таква комуникација, понекогаш тоа може да биде за нив избунувачки и да ги исплаши, затоа што тие едноставно не се навикнати на тоа, не им е познато, не знаат како се прави. И затоа ние возрастните, особено кои што работиме со едукација на децата и на младите, треба да бидеме многу внимателни, затоа што додека сакаме да им помогнеме, понекогаш можеме да направиме поголема штета доколку ги притискаме да се отворат, доколку ги притискаме со нашите очекувања да можат да разберат, да покажат, да дефинираат, да го артикулираат тоа што го чувствуваат, тоа што им се случува, да ги најдат вистинските зборови.
Zato što dецата, младите, jednostavno не знаат, имаат некој свој начин на комуникација, кој што може би не е адекватен, не е соодветен. Тоа е и нормално за возраста на децата и младите. Но, доколку имаат разни предизвици, разни проблеми, тогаш би било убаво ние кои што работиме со нив во процесите на образование, да им дозволиме, да им овозможиме да стекнат најпрвен доверба, да препознаат, да научат, да дефинираат како што се однесуваат во домот, односно комуницираат со нив во домот и луѓето во нивната непосредна близина. Така ќе комуницираат и тие, затоа што тоа им е најпознато, најблиско, најсигурно, а понекогаш тоа може да биде и неадекватно, недоволно за да можат тие да се изразат во новите средини во кои што треба да функционираат. Нередовната несекојдневна комуникација на родителите со децата предизвикува проблеми и предизвици кај децата и кај младите во надворешната средина, независно дали се работи за училиштето или во другите активности кои што ги изведуваат надвор од училиштето во слободното време, во времето кое што им е наменето за опуштање, за забава, за комуникација со другарчињата, и можеби ќе им биде тешко да се отворат, да зборуваат, да комуницираат, особено со други непознати млади луѓе или во средини кои за нив ќе бидат нови. Со самото тоа што нема да може да се прилагодат во нови средини, што нема лесно да можат да склопуваат пријателства, што можеби ќе се чувствуваат осамени во групата, нечуени, неразбрани, недоволно прифатени, тоа влијае на намалување на нивната самодоверба, која што знаеме дека во овие години е нежна, се уште во фаза на формирање, развивање и многу лесно може да се разниша и да се чувствуваат дека немаат што да кажат или имаат што да кажат, но не знаат како да го кажат тоа. И на тој начин да остават некаква слика за себе си која е далеко од реалноста, со тек на време да почнат да се затвораат во себе си, да се изолираат, да избегнуваат можеби група на деца или во рамките на образовниот систем, дури кога знаат нешто, да се срамат или да се плашат да го кажат тоа, да не бидат исмеани, да не бидат искритикувани, да не бидат осудени, да не погрешат, што покажува дека тие деца имаат такви искуства, независно дали во домот или надвор на улицата, меѓу другарчињата, и ако не може тоа да го споделат со возрастните, да се доверат и да работат на тоа, тоа со тек на време може да влијае врз нив и тие се повеќе и повеќе да се изолираат, да се повлекуваат во себе и се помалку и помалку да имаат желба и интерес да комуницираат. Тоа ќе им влијае и на процесот на учење, на активности за време на часовите и надор од часовите, на желбата да се вклучуваат во различни активности, да се дружат со своите другарчиња, да одат на разни забави, родендени, да ги изнесат своите идеи кои што ги имаат млади луѓе, се креативни се, да се срамат и да се плашат. И тоа остава впечаток дека се несигурни или на часовите недоволно подготвени, или дека немаат што да кажат, или дека немаат многу знаење, а не мора секогаш да е така. Па дури да е така, ворете, не може младите луѓе за се да имаат интерес и за се да имаат знаење, да се бара начин, да им се понудат различни можности, да се биде трпелив и да им се помага да се отворат, да зборуваат слободно и да бидат посигурни во себе, а на тој начин ќе расте и нивната самодоверба и ќе се зголемуваат и комуникацијските вештини. Кажав и во претходните видеа дека сето тоа е поврзано и сето тоа влијае едно на друго. Ако имаат слаби комуникацијски вештини, ќе имаат и слаби социјални вештини и ќе покажуваат најчесто послаб успех во училиштето. Сега зборувам за оној класичен успех кој што се оценува со оцени, можеби ќе се соочат и со други предизвици, со дружењето, со учествувањето во другите активности, затоа што едноставно имаат послаби комуникацијски вештини и поради тоа може да се чувствуваат неприфатени,
neadekvatni za vo društvo. Znajeme дека во овие години многу сакаат да бидат видени, чуени, да бидат може би главни во групата. Меѓутоа, ако се тивки, ако се повлечени, оставаат впечаток на млади луѓе кои што немаат многу што да кажат, кои не умеат да се изборат за себе си, за некој свое место во групата. И токму поради тоа треба да се работи на тоа да можат да ги искажат сите тие своји чувства и да не се срамат ако е така и да не се плашат да побараат помош од возрастните, не да побараат стручна помош надвор од училиштето, ако е тоа воопшто потребно. Тука е многу битна улогата и поддршката на родителите, за да може младите луѓе полесно да ги совладуваат таквите предизвици. Понекогаш децата едноставно не го сакаат училиштето во кое се запишале, немаат интерес за тоа што училиштето може да го понуди. Понекогаш сакаат да се запишат во друго училиште, не сакаат да им противречат на родителите, сакаат да ги исполнат нивните желби или немаат доволно добар успех, или не се сигурни дали таму ќе успеат, ќе се снајдат, подклекнуваат под влијанието на средината, на околината на родителите, или едноставно не знаат што сакаат, па го бираат училиштето по некои други критериуми, не по тоа дека имаат желба и интерес, па со текот на образованието, можеби уште во првата година ќе препознаат дека не сакаат да се таму, меѓутоа не знаат како тоа да го кажат, не сакаат да ги разочараат родителите. Или можеби трпат врсничко насилство, можеби децата им се исмевале за нешто, можеби ги навредиле, или тие така се чувствувале дека им се исмеваат, дека им се подсмеваат, дека ги вреѓаат, иако можеби намерите на другите не биле такви. Ние треба да го валидизираме тоа што го чувствувам, да разговараме за тоа. Иако детето нема кому да му се довери, уште повеќе ќе се повлечи во себе си. Како знак на препознавање, како повик за помош, е слабиот успех кој што ќе го покаже и последиците кои што ќе ги трпи во рамките на образовниот систем, токму поради тој недостиг на комуникацијски вештини и неможност да се отвори, да сподели, да каже, да објасни. Во интерес на времето, за ова видео да не трае предолго, ќе го прекинам овде видеото и тоа што имам и сакам да го кажам, ќе може да го гледате и чуете во вториот дел од видеото со истоимен. До тогаш, се најубаво.